Беше тоа на 22 јануари 1945 година, кога по изречената смртна пресуда од страна на Народниот суд во Кавадарци е стрелан полковникот Љубен Апостолов, командант на 56-тиот пешадиски полк на бугарската армија. Тој беше директно одговорен за спроведувањето на јунската офанзива од 6 до 16 јуни 1943 година во Тиквешко и одговорен за стрелањето на 12 ваташки младенци на 16 јуни 1943 година. На 22 јануари 1951 година е родена Бедија Беговска, македонска театарска, филмска и телевизиска глумица. Од 1971 година работи во Театарот на народностите Скопје, а пишуваше драмски текстови за деца. Беше тоа на 22 јануари 1990 година, кога делегатите од Македонија, Словенија и Хрватска го напуштаат 14-тиот и последен конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија. На 22 јануари 1997 година почина Ордан Петлески, македонски сликар, една од клучните фигури на современата македонска и хрватска ликовна уметност. По дипломирањето на Академијата за применета уметност во Загреб во 1955 година живеел во Хрватска. Бил еден од иницијаторите за основање на Музеот на современа уметност во Скопје во 1963 година. На 22 јануари 2001 година, со рачен, ракетен фрлач и автоматско оружје, беше нападната полициската станица ТРЦ во близина на Тетово. Настанот се смета како почеток на војната во 2001 година. Во оваа заседа загинува полицаецот Момир Стојановски, а тројца беа ранети. Посхумно е одликуван со медал за храброст од страна на председателот на Македонија. Беше тоа на 22 јануари 2022 година, кога почина Аки Рахимовски, пеач, член на рок групата Парни Ваљак. Александар Рахимовски е роден во Ниш, но за брзо време се преселува во Скопје. Неговиот татко бил музички професор, со што на 7 години тој започнал да учи во музичкото училиште за клавир и пеење. Како тинејџер бил член на неколку состави, меѓу кои се групите Вакуум, Крвна браќа и Тор, со кој настапил на фестивалот во Загреб во 1975 година. Во соработка со менаџерот Владимир Михајлек Мих го формираат првиот состав на Парни Ваљак.